Почитувани представници на медиумите, сакам на денешна пресконференција да ви информирам дека во врска со настанок на 2 овој месец на улицата Гвадалахара во населба Шуто Ризари, која се случила физичка пресметка помеѓу две групи, Министерство за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Скопје, го расчисти целиот овој случај. При тоа СВР Скопје изготви 8 записници за констатиран прекршок по членот 11 од Закон за прекршоци против јавниот ред и мир за нарушен јавен ред и мир со тепачка против 8 лица, и тоа ШД, ФФ, ЈС, ХА, ХМ, ХИ, ЕБ и АМ. Целокупниот документиран материјал во прилог на посебно известување согласно член 280 ставот 2 од Закон за кривична постапка се доставени до основното јавно обвинителство Скопје за понатамошна постапка. Сега надлежното обвинителство треба да се произнесе околу натамошното постапување по однос на овој случај. Во оваа прилика сакам да истакнам дека Министерство за внатрешни работи е одлучно во намерата, а за тоа имаме и достаточен капацитет да ги открие и согласно законите да ги процесуира сите вакви настани кои се закануваат да фрлат дамка врз претходните локални избори. Независно од која политичка партија доаѓа, кој чии симпатизере овакви или слични случаи, за МВР единствено примерно ќе биде почитувањето на законите што мора и ќе важи за сите подеднако. Секаков обид, кој било да се заскрие или да ја злоупотреби полицијата, како наша или ваша, ќе биде законски санкциониран. Исто така ја користам можноста да ја изразам нашата категорична осуда на чинот на 2 овој месец и на сите обиди изборниот процес да се компрометира, а кај граѓаните да се создаде представа за несигурност. Затоа Министерството за внатрешни работи уште еднаш апелира до сите актери во овие престојни локални избори и до политичките партии и до граѓаните да ги почитуваат демократските и нормативните стандарди. Македонската полиција нема да дозволи било какво загрозување на правото на граѓаните да го дадат својот глас на мирни, фер и демократски избори и самостојно да ја донесат собствената одлука. Благодарам.